Како те гледаме ние тука како публика. No pressure, супер си. Ова не планирате да го користите пак? Не. Мислам, и да сакаме више. Не бе, ќе го залепиме ужива и тамане. Но што знам дека вчера ми скрши, место сега да тропам од сите страни со чук, само ќе го исечам. Да бе, како ти е полесно. Почтрафам директно. И по тома, слободно, како ти е болесно така? Слободно крафтај си, играј си. Место више си. Се златото ќе го најде ке што криеме. Ова е за мотивација, побрзо работа. Ја немам ни видено. Сам да дзирнам. Саш да вдишиш? Не, ќе се држам. Ти. Ама преако е што до цигла се купи. Еј, имаш колега. Да, баш обичала. Ова е тој детал таму, првите три. Да, значи само Совински съм го готирала, значи от 166 плюс 25, пошто ми е Совински, ова е вака 50. Тоа е 186. Сега да не биде скроз на крај, барем 66 и 26. 100, не, 111. 166 плюс 25. Ке пресметаме за дигитално. значи и 190 и тоа е почеток некој? Тоа би било ивицата на панела, значи вие симнете во некој 5-10 под тоа, за да не се гледа, нели, кога се стави панелот, пак тоа ќе треба Каде да биде. 166 минус 25 ствари треба да имаме. Може да се? Само да стискам копчуга? Да, ова го држиш и ти јаво дали е метал, дали е струја, полека. Знаеш што е побира тој како разрешува? Пупнатре е негде во циглата. Друштво ти прави. Не те оставам сам. Колко треба? 12 сантима. Така че имаш така од пошироката фирма за да го гледаш. 13 сантима. Баш. А не мрда никаде. Го носиш па на таблетот со тебе? Одлично. Тоа би имаш Wi-Fi, брат, сигурно ќе ти фати. Нешто ти пропнема тука за јадење. Двете овчиња за моето двоцифрено момче. Ново местенце. Леле! Леле, кој телефонот тука со чарджинг стоиш? Да, Абе, што ти е, бе, најак? Пошто се изнаплака дека више нема да бидеме заедно, ќе имаме можност да бидеме уште малце заедно, да работиме уште малце заедно во нашиот алтернативен, привремен, темпорари дом. Колку Да, кастомајзно по нас одма. скроз. И јас којната си ја наредив да ми одговара. Свеза да можеме да си готвам. Леле, преубаво! Па јас ки куцкам тука, чака. Интернет нема, да се оправиш. С неја. Леле, има нема монитор. Презади десна фати се опрстат и тоа подбрцни го малце напајањето. И еве га така ми се мониторите. Заглавив мама. Многу сум ми благодарен на сестра ми што имаше можност да ни го возможи овој темпорари дом Да. додека реновираме. Али basically ова сме секаде. Оди ми се вдумува. Се вдумувам и си го правам my temple. Доволно ми е светленцава да ги имам што ги имам. I guess. За било каде. Си правам како што сакам, како што ми е вајва, така си го правам. Преубаво е. Едва чекам да живеам сега тука со тебе. Ево иначе мојот сетап, пошто таму не се гледа. Со љубов си го правев и стварно се осеќам као дома. Мојот си го направи. We're home. Си фали лунавак. Вчера ако беше пола, денес апсолутно цел стан се фати. И втората половина од
Станот се потка. Иако вчера джерналав собата таква покриена со све, Ама не беше рушена. со најлон и со свашта. Беше скроз празна и таму джерналав. Да си се споише поново со собата. Само да си остане хек. Да, со собата. Да ја кажам шо ја чека. Види го фаувче. Ја ќе вземам ми пауз. Последен го зедовме. Волта прашина. Има да му ги бришам сите лисија утре заради прашината. Чека, да е другиот дел фауст? Фаувче! Потомокот. Ама и он е Фауст. Ивче товче. Ивче фауче. Не здрави. Фрево! Знаеш, не ти треба кој знае колкао биро за да бидеш функционално. Мислам, уште не си функционално, може да не знаеш дали си. Ама види, не ли ти личи на функционално местенце за Супер личи. живење? Тоа, журналите се тешки за папирање тука. Колко ќе бидеме тука? Месец дена? Па, опа, ама бе. Се надевам. Сам да кажам, комотно би живеал вака и подолго од месец, шо не сакам да го кажувам како опција и да го манифестирам. Ама, види го е добро. И као секаде кај што идам, више се осекам дека можам комотно живам и у Прилепце ако идам. А, да. Да, стварно си живеам таму. И? Basically, две светленца што ги имам. Мисля, got most of the job done. Там све можам да изгледам, го свеќа, Бог да чука, свеќа е. Свеќа? Свеќа е. Ама ми иначе свеќа у джангл. Затоа ми се жута таква што... Како се вика? Диши? И вако зелено. Мислам, тоа е едната ствар, другата ствар е добрата енергија. Ша ја носам. Пошто порано не сум се осекал толку убаво кога не сум бил дома. И пошто сум сакал да се осекам убаво, сум си правил секаде да ми биде као дома. Пошто дома се осекам најубаво секогаш. Кој не? I mean, сега, мислам дека би било фино на секој да му е најубавото место дома. И сега зависи кој као што си доживува као дом, некој као дом си ја доживува својата куќа, стан, некој као дом е кога е со некого, некој као дом си доживува, не знам каде иде, некој као дома си ја доживува планината, џунглата, whatever. Али дефинитивно секаде си правиш да ти е како дома. Пошто дома, знаеш што е ствари? Дома ми е као твоето најкамфтабл место што може да го имаш. Пошто без разлика дали поминуваш најголем дел од времето таму или не, сега дома е место до кај што се враќаш или кај што сакаш да се осетиш најреливт во секој момент. И ако не ти е убаво, не ти е средено, не ти е погодено по твој кейф, по твој вајб, не го нема тој дома филинг, го нема тој дома вајб, го нема таа смирувачка енергија, смирувачка мок што може еден дом да ја понуди. Мислам дека тоа е, ако не е најбитната работа што ја нуди еден дом. Супер е, многу убаво, многу ми се свиѓа, многу ми убава висината, многу е погодна, мислам дека она ми беше пониско, не сметаше што е толку. Мене не ми гледа баш висината баш има фјока. Да, ти си седиш многу. Ама од друга страна во фјоката го најдов ова. Да. Стапчево. Како се вика? Сент стик, не знам. Да. Миризни стапчеви. Вау. Така да затоа не ја мразам фјоката као. Пошто доби нешто. Immediately да, што добив нешто од неа. I like it a lot. Добре дојде. Фала. Дома. Фала и на тебе. Јас сум дома исто место да кажам ми добивам секогаш невкусни делења. Најсмешниот момент од се тоа беше кога праша, а ја ќе можам да си готвам укуина? Ко вие работите, бушете, правите прашина, ја ќе може да си готвам укуина кај мене? Не знам шо мислев за прашањето. Технички можеш. Мислам дека пошто толку долго го планиравме ова, од август го планираме реновирањето буквално. 3 месеци подоцна почнуваме со. И затоа сме волку хајкнати, вложени и посветени временски на ова.
овие 2 дена и така и ќе биде наредниот период. Пошто со душа чекаме да се заврши, сакаме и ние да контрибутнеме. И мило ми е што иде лабаво и спонтано. Баш како што ти кажав тоа, како ни требаат работи, така ќе си ги зиеме само од дома и ќе си ги носиме тука. Да. Што и да ни притребува, пошто не знам што ќе ни притребува. А мислам дека толку, не ни требаат више работи. Не. Мудрост дива наештен, чека се едно. Дома е таму каде што ти е компјутерот. Памтам тоа беше со претходното реновирање. Напишам. Да, на кој се псувував? Кој уште го немаше донесен на компјутерот. Да, беше тоа не ми фалеше уште тоа, ама однесовме доста ствари. Него го стекал по последен. Не попоследне, не, однесовме доста ствари, ама у ниеден момент не се осетив. Кога сум дома, кога го однесов компјутерот и само компјутерот ништо да го не пренесував, мониторите ги легнав убаво, така го склопив све. У кола, кога го ставив компјутерот, реков сега сум дома. Не може да шо празно ми беше бирото. Како? Да, типа човек што цел живот бил на компјутер. Тогаш официјално се оселив. Ето, честито привремено вселување. Што сакаме да кажеме? Ето покажеме, не сакаме да кажеме. Каква е собата моментално? Темна. Што нема струја уште. Што е во свеќе? Не заглавно. Некам свеќе. Што свеже? Местам нормална светлина. Абе дај, од преска, значи. Дошто мене, бате. Ама за тоа е светлина. Ма зашто у мене? За да те осветли. Ма не сакам, само просторијата сакам да се осветли. Држи на. Ти осветлувај. Види какво е. Мунето. Го напунив со камена волна горе за да имам поголема изолација, тоест да имам воопшто изолација, пошто зградиве се градени од картон, мислам нега. Така што, еве, честито на горните комши, веќе ми се благодарни. Денес кој ствари дознав откако веќе ми ја ставија дека немало да ми биде само звучна изолација, пошто е со камена волна, дека ќе било и топлотна изолација, тоа значи дека ќе ми биде уште пожешко од тоа што до сега ми било усобава, мене веќе ми беше многу жешко. Ама јеби га, секојаш има јен и јанг, секоја топка, шо? Ај, колку се береш. Па затоа ставам изолација. Не на кај камерата, на кај секогаш контра камерата е светлото. Еве ги ни пуштиле вакви бесилки на секаде, ако нешто се попишмани му ги Види колку има, види кабелите, види. Ова е веќе, не се ни познава зидот. Ова се беше дупки. Ова се беше ископано. Сега е сето кабли, само кабли. Се беше онака, а сега ништо не се познава. Да, све беше со дупки. Види ги зидот. Освен она, говно, но... Да, тоа се моите папучи, уствари што шибале под зид додека седеле на биро. Ќе го фарбаат по 5 години, пак истото. Не, нема, не, да. Не, спуштивме плафон, спуштивме. Кога ние, еве тука скалата, сега само што се симнав. Еве, види прљафе, дај, дојди. Еве да, Еве, види. еве сум работел. Чекај. Еве, сврти се позади си исто. Еве го. Работел. Момчето работело. Се е шуњало тука. 3 пати се прошуњал тука направил гужва, да. Па добро, Како? Тука сме следиме. ќе си Ставаме испере, љубов. па ќе леле. Не мора да се испере. Знаеш дека јас на крокот имам една точка тегет од Paint and Wine што ми остана и не сакав да ја перам. Од бојата. За успомен нема да го перам. Ќе го чуваш. Чекај, виш ова само секунда, не сум го направил ова тука. Да видам само нешто како е. Чекај ништо. Не се губи. Да. Се расшибав со ваквите, само се шиба. Но кабли? Знам, многу кабли. ги има. Многу ги има. Не ми се верува као до сношти беше дупки. До верува колку многу работа се сработи во овие 5-6 дена. 7 прекидачи ќе имаш тука. Али да, пошто ова е собата во која што многу ќе викам, еве, едни комши веќе се изолирани, да не ми се љутат. Другите ги... Две комши to go. Ама ќе си ги заштитам, пошто си ги сакам комшиите.
и себе. И за мене е све тоа. Комплет. И себе се сакам. Па не можеш да ги сакаш комшиите ако не се сакаш себе. Ја. Има како You're 5,000 candles in the wind. Па каже Баба, Лил Себастиан. Ти са мајле и само едни комши се изолирани. Значи јас може да ќе ти не. Сме се карале, сме се дерале тука. Никој не се пожалил. Сигурно не жалеле шо има тука. Basically ѓубрења, што утре ќе се продават. Види колку има, види колку вреки си иначе. Цел шут од 6 дена работа. Шут. Готово ќе. А ова не ни смеам да го пипкам со раце. О, да, немој. Ајде, не може да толку ќе се измијам, ајде. Абе, ајде, живеј. Ќе направам бења. Се разбира, кој кога рекол и намерно ќе направам белја. Многу души го прават тоа, не пребелја за џабе. Се мучам тука гора с метал. Така Гудрина цело време мета, зашо ти овака да му правиш? Што ја да шутирам вреки тука. Не па шут, нели ова шут? Тоа беше ствари джокот. Тоа е джокот, Види, колку сум не можам да ја потпрам вреќата. До толку не знам мајсторски работи. Да, не е ова мајсторски работи, ова е веќе common sense, физика. Еме одмах измијам раце. С јај пошто им го земавме сапунот на луѓето. Не беве го, тука е? Не сме го земали сапунот на луѓето. Па каже, леле колку е размрлен прозорот на тоа што го пишуваме таму. Чита нешто. Не, ништо не се чита, само е ушмрлен. Ти барем не се чита. Што не, беше Што се чита нешто те сакам, глупости беше добро утро Иван. Не, дојди на камера да видиш колку е. Твојот лош фонт. Тој мислам не е лош, извини, твојот оригинален фонт што сама си го измисли. И Мил, ето. Мил, тука е твојот подпис. Бутро треба да е. Погоре, повисока. Да, знам дека е бутро. Само пробувам да го најдам како се чита. Ама се чита под одреден нагол. Како се чита? Еве го. Б У Т Ро. Види го како го бил флет кога го гледуваше денес Томи. Многу е убав. Рамен мазен. Многу Иван. Многу Иван. И ово горе е готово. Заврши. Готови си. Чао. Еј, полесно. Не ми да ви други се свет. Тука Пецакан пишува. А, на другото? Да, на другото, ама не можам со камера, не можам со камера како да го фатам, ама еве го Пецакан. Пецакан. End of the week update. Не почна работата уствари од кога почна да се растура тука све почна работата од август. Сега е 19 ноември само што заврши. Бавни сме, ама ги правиме работите. Темелни. Шо бе бавни, нормално е ова. Така нормално е. Сега трет месец, па види, не сме 3 месеци вака у хаоси. Да. Сме планирале 2,5 месеци. Значи, откако ја добивме идејата беше август. Откако почнавме да све, откако зборевме со Андријана. Да. Така што мислам дека нормални сме, нормална брзина е ова на правење ствари, додека размислиш, додека све као не е actually прокрастинејтање, повеќе е осигурување што сакаме, као сакаме да го направиме, и барање на ствари, средување на ствари, као само не избрзување на работите и течење. Па не само планирање, туку и течење на настаните по природен тек, као стварно кога ќе осетиш дека сакаш тоа да го правиш, тогаш тоа да го правиш, да не биде ништо isforsirано. Стварно да биде. Чекавме понуди од места, затоа не почнавме. Ама Шо да осетиш, осетено беше. Сакавме да реновираме, чекавме еден месец понуди од места. без разлика и ние не бевме најекспресни, затоа што Не бевме available до толку. познаваме луѓе кои што кога ќе почнат нешто да прават, го прават само тоа и ништо друго освен тоа, али нашите животи не се одвиваат така, пошто сакаме и други работи да правиме и мислам, мене барем ми одговара така што имам повеќе работи, може да делува како дефокусирање од одредени работи, ама од друга страна си имам цело време опции за што сакам, кога сакам да правам и затоа сите работи што ги правам, сакам цело време да ги правам и цело време правам работи што сакам да ги правам. Што го работиш, што сакаш да ги правиш. Да, ама во ниеден момент не страглам, од друга страна со сега ова треба да го правам и само тоа го правам, како не сакам да влезам у некој
бубањ на монотоност во ниеден момент. Као ова е процес и сега кога правам овој процес не значи дека не треба да правам други работи, дека треба да го правам ова дење ноќе додека да не го завршам. Мислам, не зборам сега као конкретниот процес на реновирање, туку и општо целото Планирањето планирање, за реновирање. наоѓање, одбирање. Не мислам дека е нешто бавно, као порано сме биле бавни пошто сме прокрастинейтале. Сега не мислам дека веќе прокрастинейтаме и стварно we just go with the flow. Кога ќе го осетиме и eventually го осеќаме, као нема да биде можда денес, ама не дека ќе го заборавиме и само ќе го прокрастинейтаме со месеци и со години. Туку неколку дена ќе помина, недела ќе помина, можда месец ќе помина, ама actually доаѓаат стварите кои треба да се До дојат. август навака, да. А до август, до тогаш прокрастинейтавме реновирање цел живот. Пошто оддавна беше муавето, нели пактот што го направивме дека нема ништо за укујна да купуваме ново, додека не го реновираме шпајзот. Ја. Тоа беше во март муавет, значи го памтам од март. Епа, добро, тогаш беше само шпај за тебе, сега најдовме и други ствари кои што сакаме да ги реновираме, така што... Кој што чекавме на прегор од 10 за да викнеме електричарот ни ги смени. После тоа научив како се менјаат ламби. Сам. И од тогаш немаат прегорено. Да. Е, Она во спална трепка. Не е прегорела. Ега што супер иде све, да си легнуваме по 3 сава. 3,5. 3,5. Користење на единствените 2 соби available во станов. Добро утро и на вас, хаос. Се среди? Се блично? Ја, Браво. малце така, тука. Во останатите прашини. Во све. Мувата. Сонував дека и купатилово ни го разрушиле и дека ја станав и се будев и ова цело беше празно. И ова цело беше наредено е вака како вие што се гледаат оквири тука, така се беше изнаредено тука. И беше многу голем простор. Можеш само да сонуваш. И навак имаше уште простор. И спалната ни ја рушиле. Ете останати соби и тие биле хаос. Жаклина, од завчера си Сакаме. тука, да те сакаме, завчера си тука. Она ни го брани купатилото, со да не ни го руше. Добро утро. Добро утро. Имаме нова работна недела пред нас. Обожавам понеделници. Јас си ги сакам. Јас си ги сакам. Да, Ги користам како мотивација за нови почетоци. јас... Не. Океј. Ама тоа што не сум обврзан да правам некои посебни работи, тоа е тоа што ме тера да ги обожавам. И мислам дека повеќе ме вознемирува тоа што сите ги вознемирува, као не сакам понеделниците да те вознемируваат. Ма не сакам толку негатива на цел еден ден да му давам, види колку прекрасен може да биде денот, зашо му давам толку бед реп. Никој не мрази понеделници, само не си го има наредено животот кој што сака да си го има наредено. Затоа ми се дека мрази понеделници, пошто друг му ги наредил понеделниците какви да му бидат и мрази тоа што некој друг му кажал што да прави и како да прави. Кој не ќе да го прави. Мојата брада хигиенизирана. Хигиеничар. Еј, си правам скинкер 2 пати дневно, као тоа е најголемата хигиена што ја пружам на брадава. Мислам, е бричењето хигиена, али е Да беам вака. миеш секој ден технички, апсолутно По е 2 пати. хигиена, шо ти е? По 2 пати. Се што се насобрало неа. А иначе бричењето дефинитивно е хигиена, што не го оспорувам тоа, дори само да ти покажам. Си имам машинка, ваква, и 4 вакви жилети на кои што имам излакирано боја. Една боја црвена, плава боја, жута боја, љакова боја. И тука на машинката си ги имам запишано кои бои ми се шои, сега како да знам која ми е за шо. Значи имам брада, Чакрите. да, као чакрите. Брада, мишки, гради, кур. Брада, мишки, гради, кур. Ха! So you can never forget, I'm really proud of you. Ова е толку Николина момент. Николина совет што е практичен и многу креативно го изведе. Да. Мама стално го правила ова со бои. Си означувала со лакче. Много си одговорен. На малку креативен начин. Супер. Солидно креативен начин. Супер е начинот, доста јадеш гомна. Не, јас сум презадоволен за тоа што до сега не сум правил ништо вакво слично. Дали ти помага? Многу. Дали ти е забавно кога си го гледаш начинот? Многу и сладок ми е бричот кога се го гледам и се радувам. И па зашто е малку креативен начин? Кој многу ти носи? Некој дека не чини. Кажа дека е малку креативен. Добро. Вака изгледа волната дење. Не ми се верува колку собава не личи на тоа што беше. Мислам, настрана ова што е тука расштракано, нормално е да е
хаос наоколу, ама општо зидовиве, изгледот, ништо не е кој што беше, нема ни да биде сега кога ќе се стави звучна изолација, тука ќе биде уште по непрепознатлива, значи кабливе што висат. I'm going through changes. Кој е денешниот wallpaper? 10 пати го испеа рефренот, брат. Поштовање, ама 10 пати, брат. Кој е денешниот wallpaper? Let's decide. Нели три имавме? Три имавме? Не бе, вие две реков на крај сепак. Мислам, кој е третото, ако сакаш ќе внесем и трето игра? Па, имаше. Ова да не. Ова. Сигурен си? Па, за викендот тоа не е ни викенд. What the fuck, за тоа што го грабна само ова да не беше. А, да, ова. Не знам, ја поише топлината од кашата сега што ја правя со топло. Ајде. Што да видиш? Дали 2 или 3? Се едно, дај, кои се можните опции? Топло на душата, такво есенско, мирисно. Чајче, пошто сами чајче денес. Кашичка. Секој сам. Денес чај секој сам. Чај, секој сам за прв пат сам си правиш чај. Да. Сезона. А другото е денот на мириса на мајчина душица, пошто Што чајот беше од мајчина душица, значи мора да биде со чај. Мислам, поврзано со чај. Па ова е и со кашата, ова е само чајот. Дали општо топли се двете, само која од двете да ни биде. Пошто не можам да одлучам, ќе одиме со процесна, чекај, не гледај таму во гледалото која картичка ќе биде. А тоа со времето за себе кај беше, чекај? Овде Бе, не бе, тоа не, друго барам со времето за себе, ти ми дај некоја. ти не ми кажа дали го сакаш. Стварно не знам. Ова беше есенски муабет. Не, есенски муабет, ти баш не искачаме од дома. Да. Не бежи ми се. Ова беше. Ова е за време, најди си време за себе. А, па е, ова било најди си време за Добро себе. да ти го покажам. Па да. Па или ова? Па или ова, не знам. Ајде. Со што? Со шупак? А можеме Две по- раце и шупак да одлучиме. А ти, Немам трета рака, ќе ти било за тоа, неедно. а ти за тоа се бориш за две. Шал. За да ти биде полесно се бориш за две. Да, ама реално вие, ако е така, овие две се една категорија. Така да овие Да. како една категорија ќе ги чувам, ова како друга, па ако ајде. погодиме ова, ќе одиме меѓу овие да бираме. Па ајде вака ќе смениме wallpaper се вака прво ќе ги ставиме овие две, па после ќе ја ставиме едната. После вечер ќе ја Овие две смениме одеднаш? Вечер оваа ќе пошто смениме? вечер сме на Кундалини. Ајде, договорено. Таму. И сепак искачам. Да, и ги искочиме од таму со епифани, со евреки. Со време за тебе. Како? Двете не може двете. Пак да бираме. Абе како меѓу две? дуал монитор нели кој што си имавме на двата монитори. Посебен wallpaper, сега е вака. Дуал wallpaper таму. Е таму, да. Еве да ти криве. Тикате што. Не ги не гледаме навака. Не ги многу Не бе топеви и рутер има позади све. Есенски мавети. Не убави работи. Марамче. Марама? Стварно марама? Марама, еве ти бандана. Еве ми бандана. Еве ми бандана. Ама не е коцка. Ќе видим. Знаменце. Како да фала да го видам. Хитла е сонцето. Далеко очи, се одалеко. Сонцето и месечината. Предобро. Преубаво е. Вака ќе го користам. Дојде време. Не можеш да историш од празна чаша. Најди си време за себе. Ете. Си најдовме време за себе. Еден кундалини подоцна. И ние разцветуваме. Супер, стала го баш таму кај што треба картичката да ја гледаме. Здраво. Тоа е насекаде е главен, кој трет член го осеќам ко... Сака да се прчи на секаде. Ние го сакаме, го дружиме, го шетаме. Те сакаме. Сталак и картичката таму позади Колку тебе. користи. Фина исто така. Супер е грбица.
не сакам да имам потреба да брзам никаде во животот. Тоа е една од стварите кои што ги научив изминатава година.